Почитувани, ви посакувам добро утро уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Како што веќе ви најавив, денешна тема за разговор анксиозност и депресија. Во услови на брзо темпо на живење, брзи технолошки промени, промени во средината и глобалните светски социјални кризи, застапеноста на состојбата на анксиозноста меѓу луѓето е се поголема. Анксиозност, депресија, панични напади, нервоза, различни видови стравови. Ова се само дел од состојбите кои што ги мачат денешните луѓе, подеднакво и младите и постарите. Во Македонија нема некои конкретни статистички податоци за вкупниот број на овие лица, но се тврди дека се почесто се случува млади луѓе да бараат помош поради симптоми на некоја од овие состојби. Токму затоа на оваа тема денес разговараме со нашата денешна гостинка, доктор Наташа Гиевска. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдов. Вие сте лекар од приватна здравствена установа доктор Гиевска. Така, пред се ви се заблагодарувам за тоа што прифативте нашата покана за гостување, па да почнеме да слушнеме од вас како од едно стручно и компетентно лице, какви психички состојби се анксиозност и депресија? Прво, многу ви благодарам за поканата, затоа што ова е еден момент каде што ќе искористиме и да се промовираме ние како семени лекари. Анксиозност и депресија, кои што обично одат рака под рака, значи се многу чести, како во Македонија, така и во светски рамки. Тоа е едно од хронично незаразно заболување кое што избива на прво место од сите можни хронични незаразни заболувања и како што рековте, не ги одменуваат ниту младите, ниту повозрасните пациенти. Така. Дали има некоја возраст на која што се појавува оваа болест? Па конкретно нема, значи нема некоја одредена возраст, значи можат и повозрастните и помладите луѓе да бидат зафатени со овој проблем. Така. Како што јас веќе реков во најавата, значи ги зафаќа подеднакво сите. Што е проблемот кај младите? Зошто се поместува некако таа старосна граница? Па вака, конкретно, причини за овие заболувања се уште не се детално издиференцирани. Значи, тука стои генетиката, понатаму негативни животни настани, како што се смрт на некој близок, губење на работа, губење на сопружник при развод, разни болести, хронични заболувања, кои што се, например, хипертензија, диабет, кои што се сврзани со голем број на интервенции, лекови, примања, сето тоа може да на некој начин да ги онерасположи пациентите и да ги воведе во ситуација на депресивна состојба, расстройство. Кога читав, кога ја обработував оваа тема, да напоменам дека прочитав, не знам точно на кој портал, пишуваше дека младите често го имаат овој проблем кога се во оној период, кога се соочуваат со фактот дека тие се смртни суштества. Тогаш се јавуваат тие фрустрации кон нив. Па вие како еден семеен лекар, собственик воедно на една приватна здравствена установа, дали ви се обраќаат млади со таков проблем? Па да, дури можам да кажам дека помладите сега се малку посвесни, затоа што и поприемчиви за нови информации, сигурно од повозрасната популација. Многу често сакат повеќе да зборуваат, нели, за својата психичка состојба, отколку повозрасните луѓе и доаѓаат со тие такви проблеми, размислувања, дека еве може нешто лошо да ми се случи, што е спектар на анксиозност, дека еве нешто не се чувствувам добро, дека дали се разболувам од некоја болест популарна од карциноми, дека може да се умре помлад и така натаму. И сето тоа е баш онака не наведува да помислиме како прво на една депресивна состојба кај некоја личност. Така.
Во периодот на созревање, особено кај младите, тие се соочуваат со она дневно мечтаење, со фантазија, со нереални очекувања. Како да им се објасни таквото нешто и токму тоа ги наведува да запаѓаат во депресија? Па вака, депресија во адолесцентна возраст е една специфична ситуација, значи и така ги класифицираме специфична депресија, значи кај повозрастни, кај помлади луѓе, поврзано со алкохолизам и така натаму. Значи адолесцентната депресија е исто еден поголем проблем кој што треба да биде вклучена семејството, општеството, образовната установа каде што оди лицето, затоа што сите тие здружено мора да му помогнат прво да се детектира состојбата, понатаму и да се лекува. Така. Вие како еден специјалист по семејна медицина, како да кажеме, вашата установа има некои 3 чекори: препознавање на болестите, упатување, како и третманот. Објаснете ни вие нешто повеќе. Колку време постои самата ваша установа? Па вака, јас скоро 10 години имам моја ординација, значи претходно 2-3 години работев во други ординации. Значи за овие 10 години баш можам да кажам дека е поприлично честа, и тоа не само во мојата ординација, значи на светско ниво се смета дека некаде секоја 5-та жена, секој 10-ти маж во животот имаат шанса да искусат некоја по-длабока депресивна епизода. Значи главна задача за нас семејните лекари е прво да бидат препознаени пациентите, затоа што мислам дека најкомотно се чувствуваат во нашите ординации, најбезбедни се, затоа што тие доаѓаат и за други проблеми, не само за депресија, значи доаѓаат за своите блиски, затоа што во нашите ординации неретко се целите фамилии пациенти, и тоа е поентата на фамилиарната семејната медицина. Значи во една таква безбедна средина прво е многу битно да биде препознаена депресивната состојба кај еден пациент во нашиот здравствен систем, за да се добијат лекови кои што се соодветни за третманот на депресија и анксиозност, потребно патување до психијатар, кој што секако горе-доле пак ние сме прашани кој е најдобар, кој најмногу може да ми помогне, па тука пак се вклучуваме со наши совети и секако следењето на пациентите. Ние сме тие што ги припишуваме месечно или зависно од како имаат навика колегите, тромесечни терапии. Значи ги следиме пациентите дали воопшто припишуваат, зимаат, пијат и кој е одговорот на таа терапија, дали му е добро. Затоа што кај психијаторот можеби ќе отидат еднашка во 6 месеци, а кај нас барем еднашка месечно доаѓаат, па и по-брзо, и ние можеме да процениме дали му е добро со тие лекови или не. Има потреба од нешто екстра третман, додека ова психотерапија сепак е задолжителна кај психијатрите и психолозите. Така. Што мислите за овие типови сега нови на некои медитации? Па тоа е се нешто што може да помогне да ги опушти пациентите и не е лошо, сега во зависност колку им е достапно на пациентите, затоа што ние зборуваме за Македонија, каде што нели финансискиот момент е многу битен. Ограничувачки, точно, затоа што има многу добри лекови кои што се поскапи, кои што можеби пациентите и не можат баш да си ги дозволат. Затоа барем јас се трудам секогаш она што е популарно кажано на позитивна листа. Сега, сте имале ли ситуации во кои што е одбиена лекарска помош во вакви случаи? Многу често, затоа што психијатриските случаи се баш онака потешки за третман, затоа што самиот пациент многу ретко е свесен дека има проблем. Тука многу голема поддршка ни дава семејството, колегите, пријателите, социјалната сфера на државата, значи социјалната служба и така натаму, за да прво го уведеме пациентот во терапија, додека таа почне. За жал, антидепресивите имаат многу барат големо време додека почне нивното дејство, и тука е најголемата пречка. И нашата улога не е мала, затоа што ние ги викаме секојдневно телефонски разговори, консултации, за да му едноставно помогнеме на пациентот да не се чувствува сам, изолиран, и дека гарантираме за успешноста на терапија. Значи, многу често е да не почнат пациентите со лековите како што треба. Така.
Правиме еден пресек со музика, па се враќаме во студиото за да продолжиме со разговорот. Ајде врзано! Заборави други очи, други нежни на свет. Заборави натера да ги фрлам сите слики неизини, да расчистам со спомени, да ги барам цели ноќи твоите чекори, да треперам со денови, по коси да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен дотик излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се да изгубам. Дајте ми раце! Сакам да ве гледам вакви расположени, единствено вакви. Дозволи ми да ти пејам стари песни љубови. Дозволи ми да раскажам како сум те чувал ноќе прегратки, да излажам, што сонам барем еднаш да се оствари, да копнеа со денови, без престан да те љубам, од твојот нежен дотик излудам. Јако! Во коси да ти спи, од твојот нежен допир, во коси да ти спијам, без престан да те љубам, од твојот нежен допир да излудам. Во коси да ти спијам, во зора да те будам, за тебе ако треба се изгубам.
Се надевам уживавте во оваа тема на легендарниот Тоше Проески, а ние продолжуваме и понатаму со разговорот. Разговараме на темата анксиозност и депресија со нашата денешна гостинка, доктор Наташа Гиевска. Доктор Гиевска, кои се знаците на депресија? Каква е симптоматологијата? Па прво, депресивна реакција секој искусува во својот живот, ама таа не треба да трае подолго од негде 2, ајде да кажеме и 3 недели, да кажеме после смрт на некој близок или некој друг негативен настан. Обично во таа фаза човекот ја губи волјата за живот. Понатаму волјата за нешто што му причинувало задоволство, да кажеме спорт, самообвинување, губи апетит или пак прекумерно јаде. Понатаму, значи, не сака да ги Каква е релацијата со други луѓе? Како оние луѓе кои што имаат ваков проблем? Не сака да се дружи, се осамува, се изолира. Значи, сето тоа се некои промени во расположението кај пациентот, самообвинување, еве јас сум виновен за оваа ситуација што се случува и слично. Значи, се затвара сам во да кажеме, дома, во себе, што е исто најкарактеристично и за што спомнавме пред малку за адолесцентите. Значи, он е многу мирен или таа е многу добра, си седи дома, се учи, не се дружи, не излегува, значи не прави проблем, но ствари можеби да биде некоја скриена депресија кај некоја помлада особа или па да кажеме повозрасна особа по смрт на својот сопруг, да кажеме порано со пријателките излегувала, се дружела, одела на работа и сега сите тие активности се во многу помал обем или скроз ги избегнува. Значи тоа се некои знаци. Друго, ние како што би ги кажале соматски поплаки, тоа телесни сензации, ностоп ме боли глава, проблеми со гастроинтестиналниот тракт, значи желудник, чести ретки столици, реков зголемен намален апетит, значи болки некои необјаснети кои што да кажеме ќе направиме многу испитувања и ќе покажа дека едноставно организмот е добар, а пациентот упорно се жали на болка и затоа медицината нашла објаснување. Значи тоа е веќе сигнал дека пациентот се справува со една комплексна работа, тоест депресија. Така. И сега, значи, препорачувате во секој случај на времено откривање, на времено препознавање на овие симптоми. Како родителите, еве, пак да ги ставиме во прв план младите луѓе. Да. Како родителите да ги препознаат тие симптоми, например, дали нивното дете тој недостаток на социјализација што го има, а вие како што убаво се изразивте и рековте, велат моето дете е мирно, си седи дома, повлечено е, оди на училиште дома и така натаму. Па значи тоа е малце потешко и поготово кога имате еден родител, тоа педиатрите уште поубаво го знаат, дека тогаш не е пациент само пациентот, туку и целото семејство се пациенти. Значи прво треба да се допре, да се едноставно предочи на родителите дека нивното дете се соочува со некој сериозен проблем. Значи, неретко се случува да едноставно немаат слух за такво нешто. Тука влегува нели самиот психички профил на личноста, степенот на образованието. Значи, многу тешко понекогаш можеме да допреме до родителите и да едноставно ги вклучиме во севкупната грижа. Баш и таков случај сум имала, каде што, да кажеме, закажувањето на семејството малку доведе до несакан исход. Значи, као, добро е сега, може вака, може дома, може, значи, да не се оди во болница, затоа што нормално психијатриските установи се врзани со голема стигма за нашата средина. Тоа се уште е табу тема? Тотално. Да кажеме, по младите, ајде, некако може би прифаќаат, но да кажеме по возрастните не. И потоа морам да кажам дека депресијата е една од поретки психијатриски болести кои што има смртен исход. Неретко пациентите со депресија помислуваат на суицид, значи толку се чувствуваат обезвредени да неретко посегнуваат по свој живот. За овие 10 години јас имав 2 случаи со суицид поради депресија, што е поприлично многу. И сега, живеејќи во
Сепак во едно модерно општество со современа технологија, сите некои информации ни се лесно достапни, лесно препознатливи, има каде да се информираме и така натаму, но сепак дали вие редовно, и вие како стручни лица посетувате некои едукации, некои семинари за да дополнително им олеснувате на овие пациенти? Вака, со формирање на Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет, многу работи се подобрија за примарна здравствена заштита. Сега морам да кажам дека примарната здравствена заштита сепак е едно основно ниво темел на медицината. Со отварањето на центарот, значи катедра за семејна медицина, многу работи тргнаа како што треба. Тука ние добиваме прво остручнување, значи ја завршуваме специализацијата по семејна медицина, а плюс тоа центарот нуди огромни можности за континуирана медицинска едукација, што е и потреба и должност на секој лекар. Значи сите здравствени профили имаат своји и здруженија, катедри, каде што секако ја продолжуваат својата едукација. Значи, во Центарот за семејна медицина, освен специализација, се изведуваат разни едукации во склопи со Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, но работиме и само иницијативно голем број на проекти. Значи, моментално имаме проект за диабет, одвикнување од пушење. Пред 2 години, значи претходно течеше една 2-годишна едукација за препознавање токму на депресија и зголемување на нашите, како кажам, обем и вештини во нашите ординации, како да пристапиме на пациентот кој што има депресија. Ние сме во пресред на 19 мај, ден на семејните лекари, па како вие планирате да го одбележите овој ден? Значи, 19 мај е петок и тоа е и поентата сега. Значи, секој лекар во својата ординација по повод овој ден би било пожелно да зборува со своите пациенти баш на оваа тема депресија. Значи, ајде да позборуваме за депресија, ние темата, што би било нели добро барем ако ништо друго да се потсетиме ние дека во целиот обем на работа што ја имаме секојдневно, дека треба да посветиме посебно грижа и внимание на пациентите со депресија. Така. И вие ќе организирате? Па да, секако да. Јас баш пред да дојдам во вашето студио, кај 2 колешки поделив материјал, сега после ова ќе одам и кај другите. Значи, едноставно да се залепи некој плакат, некои прашалници кои што и онака секојдневно можеме да ги употребуваме. Значи, една од алатки за детекција на депресија се баш тие прашалници кои што ги има нормално милион, но ние користиме во Македонија скала за проценка за депресија. Так, би сакала да слушнем да ни кажете нешто накратко и за меѓународниот конгрес во Пловдив кој што го посетив. Па тоа беше 2014 и многу бевме задоволни, искрено, прво од приемот во Бугарија, во Пловдив. Тоа беше една работилница за депресија, предводена од професор доктор Гордана Китева. Учествувавме јас и доктор Тања Георгиевска, која што е исто специјалист по семејна медицина. И беше многу интересно, затоа што малку на подруг начин беше замислена и изведена работилница, која што нашите колеги има можност во склоп на континуирана медицинска едукација 2014 да си ја слушаат, пратат. И колегите во Бугарија баш беа онака задоволни, затоа што значи самиот начин како беше презентацијата, темата, значи баш беше онака интересно. Така. Вашата установа работи секој работен ден, за викенд? За викенд сабота. Так, за викенд само сабота. Да. На што најчесто се жалат пациентите? Еве малку и да скренеме од темата. На што најмногу се жалат? Па вака, најчести се пак оние хронично незаразни заболувања како што се хипертензија и диабет и депресија. Значи тоа се најчестите патологии, додека има ли метеопати? Како влијае ова временска? Стално нешто, нели, ако е ладно, зашто е сега ми смета студеното време, топлото, значи тоа е, мислам, онака нашиот македонски менталитет. Стандард, вие сте навикнати со тој тип на пациент? Да, например, со 40 до 50 прегледи дневно, значи баш се свикнуваме. Така, одлично, имате голем број на преглед. Па дури некои колеги се жалат и на поголем број. Така. Да.
Што сметате, што треба да се промени, на што луѓето да обраќаат внимание, некако и нутриционистите предупредуваат да се внимава на исхраната? Па вака, најмногу што можам да кажам дека мене ми пречи е кога пациентите се информираат преку различити непроверени интернет сајтови. Значи, јас прочитав и тогаш настанува голема збрка. Затоа сме тука ние семејните лекари, достапни сме, значи дури веќе по навика. Не знам, јас кога почнав пред 10 години да работам не беше таква тенденција, сега веќе, значи тоа е нормална работа да секој пациент си го има бројот на својот матичен лекар. Неретко, значи викенд и кога не сме на одмор, се јавуваат пациентите и слободна консултација по телефон. И стално им посочувам порно да се слушнеме у моментот кога нешто сакаат да превземат било каков чекор во однос на нивното здравје, отколку само иницијативно па да биде некоја поголема штета. И стално го кажувам тоа, не може еден човек све да знае, али барем мислам дека можам да најдам соодветни извори како да се информирам па да им помогнам. Значи јас не знам све и сигурно нема да научам до крајот на живот се од медицина, ама ете можам да консултирам некој лекар, специјалист, професор, доктор, за да ете добијат соодветна грижа моите пациенти. Так. Вие како семеен лекар уште тоа е многу важно да го напоменеме. Од која возраст работите со пациенти? Семејната медицина како профил е замислена, значи од самото раѓање до, да кажеме, здрави 100 годишна возраст. Јас сум имала пациент кој што доживеа 102 години. Значи, тоа е поентата, целите семејства да бидат згрижени на едно место, затоа што тоа многу ни олеснува, го знаеме комплетно профилот, стилот на животот, генетиката, се нешто што баш можеме да ги следиме, водиме пациентите. Специјалистите, значи, тие добиваат информации, тоа на запад е малце поубаво организирано од семејните лекари и на нив им се олеснува работата, но тие нели многу по краткотрајно се достапни, поретко ги гледаат пациентите, така да сепак ние сме оние кои што најчесто можат да бидат консултирани од страна на пациентите. Так. Колку пациентите денес ги слушаат советите на лекарите? Па, сега, тоа е индивидуално, а можам да кажам дека сепак пациентите слушаат. Значи, не е тоа, зависи од човекот, ама веќином пациентите слушаат и мислам дека го почитуваат својот семеен лекар, сакаат да се консултираат со него, сакаат да му бидат блиски, затоа што мислам дека сепак ние ја имаме најголемата доверба од пациентите и тоа треба нели позитивно да го искористиме за нивното добро. Так. Како што рековте пред малку, многу е убаво и појасно кога ја имате комплетната слика на едно семејство како семеен лекар, па и така многу порано може да се детектираат некои заболувања. Да. Значи тоа е многу битно и на нас не е многу полесна, можам да кажам, од другите специјалности работата, баш затоа што ние го гледаме комплетно и од самото раѓање, некогаш ги следиме, не некогаш, многу често пациентите и значи многу поедноставно и за дијагноза и за третман на било кое заболување. Така. Што друго да ви кажам, освен да ви се заблагодарам за денешното гостување, се надевам дека повторно ќе се гледаме во иднина со нова тема за разговор. Да, фала. Ви благодарам, доктор Гиевска. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и внимание. Следна средба ви закажувам утре со почеток во 8 часот. До тогаш имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.